Добро вечер, вие сте во 24 анализа, вечерва со мене, Менча Танасоваточи. Дали марихуаната е лек, комодитет или потреба? Дали употребата, производството на марихуаната во медицински цели го отвори полесниот пат кон легализација и декриминализација на канабисот, како пациентите, корисниците за рекреативна употреба и активистите се најдоа на иста релација, дали бизнисот замеша прсти. Во студиото гости се Маја Морачанин, пратеничка од Дом, доктор Славица Арцовска, психијатар, Давор Ангеловски, корисник и представник на Зелена алтернатива, и Наташа Бошкова, адвокатка, невладина организација ХОПС. Добре дојдовте. Од кога започна кампањата за легализација на маслото на канабис, ми се чини некаде 2015 беше, некако се испреплетоа и се испомешаа работите. Што бараат граѓанските организации, дел од партиите, можеби активистите, бараат масло од канабис, бараат легализација, бараат декриминализација или бараат се на купче. Малку ги збунивме граѓаните, ги збунивме особено пациентите, кои што така желно го очекуваат тоа масло од канабис. Повелете кој сака прв. Пошто спомнате граѓанските организации, може јас да кажам прв. Генерално верувам дека таа збунетост е од недостатокот на едукација на темата, бидејќи не може да збориме дали бараме декриминализација на цветот од канабис, маслото од канабис, екстрактите од канабис или натаму, туку збориме за генерална декриминализација од канабисот. Значи, сметаме дека било која здрава, нормална возрастна особа има право на избор и може да го користи канабисот. Сметаме дека треба одма да биде декриминализиран, бидејќи за истото не треба да биде. Во било која форма, да, бидејќи интересно ви во најавата го чукме тој збор рекреативна употреба, ама треба прилично добро да ги разграничиме што е тоа рекреативна, што е тоа медицинска употреба, бидејќи ги нагласивте, ве ги издвоивте екстрактите, како да екстрактите се за медицинска употреба, а цветот да е за рекреативна или немедицинска, да кажам, употреба. Меѓутоа во Германија, не јас сметам во Германија, каде што е дел од фармакопејата канабисот, значи не е алтернативна медицина, него веќе е дел од медицината, во самите аптеки е достапен и цветот од канабис кој што се употребува со пушење. Значи може да се купи пакување од 1 грам или од 10 грама. И моментално тоа е меѓу најбараните производи, не се само екстрактите, значи. Се користи за разни намени, болка, анксиозност, депресија, нема разлика. Интересно е моментот што се прави разлика од цветот до екстрактот и што демек цветов прави зависност, екстрактиве се нешто чисто што не прави зависност, бидејќи ако гледаме, тоа се истите состојки во екстрактите што ги има од цветот, само многу посконцентрирани. Така ако нешто би правило зависност, тие негативни ефекти, би ги правило многу повеќе екстрактите отколку самиот цвет. Така да како едно просто обяснување. Маслото со ТХЦ сега кај нас? Маслото со ТХЦ во смисло во аптеките го има во многу ниски концентрации, со кои што не може реално да се третираат состојбите и луѓето повторно се цвртени кон црниот пазар. Би сакал и тука да упатам одма апел дека со самата декриминализација се удира врз црниот пазар. Значи тој момент треба многу добро да се свати дека она што е проблем со канабисот и што генерално освен употребата на канабис, значи самото продажба, значи самото богатење на луѓе и така целиот тој криминал може да се спречи токму со декриминализација и со регулација, бидејќи тогаш луѓето ќе го употребуваат регулиран начин, а не да го купуваат од црн пазар. Сметате ли дека на ваков начин со маслото од канабис на мала врата се отвара простор да влезе, да се започне со процес, нека еве почнаа дебати со легализација, со декриминализација, постепено да биде и тоа? Добро, дебатата за употреба на канабис подолго време трае. Може би беше најактуелна во периодот кога имаше измени на законот за контрола на опојни други и психотропни супстанци 2016, кога практично и се воведе медицинската употреба на канабис. Многу интересно кој ја започна таа дебата, една партија со многу тврд конзервативен став, одеднаш почнаа нагло да зборуваат за маслото, за бенефитот од маслото од канабис. Зборуваме за партијата што е сега во опозиција. Да, беше изненадувачки. Изненадувачки и сега нормално е дека се отвара прашањето што стои за тоа, дали е бизнисот во прашање, бидејќи во меѓувреме знаеме дека се отворија 5-6 фабрики за, не знам, производство или само за садење за огледување на канабис. Да. Во тој период кога се носеше законот на почеток на 2016, ние од Дом како Зелена партија поддржуваме декриминализација на канабис и тогаш реагиравме на некои од одредбите во законот
бидејќи на начинот на кој беше регулирана употребата на канабис во медицински цели, практично се фаворизира големите компании. Такви се одредбите во законот, високи стандарди, високи критериуми, така што навистина треба да сте многу моќна бизнис компанија за да можете да ги реализирате сите тие високи критериуми за да одгледувате канабис за медицински цели. Нема да навлегувам во сите тие критериуми. Исто така, она што за кое реагиравме и тогаш и пратеничката Поповска поднесе и амандмани во однос на ова што сега го зборувам, но тогаш не беа прифатени, е дека се ограничи можноста да препорачуваат масло од канабис само специјалистите што се невролози, инфектолози и онколози и радиотерапевти. Што значи многу рестриктивно беше во однос на специјалностите кои од докторската фела кои можат да препорачаат употреба на канабис за медицинска употреба. Дека вие сте лекар. И тоа само од јавното здравство, кои што доктори кои работат во болниците во јавното здравство, што е дискриминирачки во однос на докторите кои работат во приватното здравство. Но исто така, она што е важно, во тој период практично за прв пат се направи криминализација на канабисот во тој закон, затоа што тогаш, според некои од тие одредби, се воведе казнивост кривична со казна затвор. Значи, за вработените во тие предпријатија кои што одгледуваат канабис, ако изнесат некое растение или дел од растението за лична употреба. И мислам дека исто така и за тоа се поднесе амандман, затоа што тоа беше практично криминализирање, нешто што претходно во нашиот закон не постоеше, бидејќи според кривичниот закон не е кривично дело употреба на канабис за лична употреба, туку членот 215 санкционира со затворска казна од 1 до 10 години неовластено производство, продажба, трговија, значи, или купување за понатамошно препродавање и така натаму, и тогаш казната затвор од 1 до 10 години, и потоа има една измена за лична употреба, значи односно за мала количина ако станува збор, казната е помала од 6 месеци, мислам, до 3 години. И тука се кршат копијата, за што ќе ни каже Наташа. А како се најдоа на иста релација пациентите, активистите, корисниците? Да, сега јас морам од психијатриска гледна точка да не звучи тоа, мислам многу строго, не звучи учителски, нити да фаворизирам едно гледање, нити друго, ќе се задржам сепак само на мојот дел, значи на психијатрискиот. Морам да кажам, значи без пак ќе нагласам без да се задржувам и нема да се задржувам во однос на ова другово. Значи, во однос на нашиот психијатриски дел, нека постои нели меѓународна класификација на болести, која што се уште се користи, ние користиме 10-та, сега веќе излезе на 11-та ревизија, која што се користи во Европа, друга е во Америка, и каде што постои во делот каде што има расстройства, психички расстройства предизвикани поради злоупотреба на психоактивни супстанции, покрај опијати, алкохол и останати, да речеме, амфетамини, кокаини и така натаму, постојат расстройства кои што се врзани со злоупотреба на психоактивни супстанции од групата на канабис и канабиноиди. Сега, тука апсолутно не сакам да звучи тоа дека канабисот и во целост, значи дека е штетен или дека неговата употреба е штетна, но од една страна, но од друга страна не сакам ни да се занемари тоа дека во текот на овие, значи 10-та е негде 95-та, 96-та година излезена, во тек на овие 20 години се правени бројни истражувања на тоа поле. И во 11-та повторно не е исклучено, значи како болест, односно како болест ајде не како болест, туку како расстройство кое што може да биде предизвикано поради злоупотреба, значи не употреба, туку злоупотреба, што е различно на канабис или на некои негови елементи. Ова што го спомна преди Давор во однос на малку тука нешто сакам да појаснам, значи во однос на цвет, лист, стебло и така натаму, во однос на растението и ова смета дека во канабисот како растение постојат повеќе од 60 активни субстанции. 400 активни субстанции, 130 канабиноиди. Значи кои што уствари кога се зборува за злоупотреба, да кажеме, и за евентуално влијание на психички функции и останато, кога зборуваме, значи, за психијатриски појави или нарушување или состојби, се зборува најмногу за ТХЦ. Значи за една супстанца која што е наречена тетрахидроканабиол, не за останатите, и во зависност од концентрацијата на оваа супстанца и присуството на и начинот на кој што се внесува, значи концентрацијата потоа која што е во нашето тело, мозок и во нашиот организам, се и тие дали ќе се јави, дали нема да се јави и така натаму.
И тоа не мора да биде така, бидејќи се смета дека односно дека има влијание на нашето психичко функционирање, дефинитивно има, бидејќи делува на неуротрансмитерско ниво, значи тоа не може да се исклучи, дали е тоа позитивно или негативно, и тоа ќе го оставам како отворено, односно делува и на внимание, и на мислење, и на расудување, и на расположение, и на делумно, да кажеме, и на свест на сензомоторика, значи на перцепции. И па ќе кажам дека тоа не е болест одма како такво, значи дека има влијание. Кој како ќе го доживее, тоа си е негово, но постои нешто, значи она што го реков преска, дека е влезено во групата на расстройство, зошто? Бидејќи истите елементи ќе задоволува како и останатите други, односно дека постои акутна интоксикација или евентуално труење, постои штетна употреба, постои зависност и постојат абстиненцијални потешкоти, кои што не мора секогаш да бидат врзани како порано, значи што се мислам како што се доживуваше дека зависноста се толкува само доколку постои на ниво на клетка. Значи не е така, односно постои зависничко однесување и зависност која што се толкува веќе поинаку психијатриски, доколку ги исполнува другите критериуми, односно доколку центар на светот и на нашето живење станува супстанцата, све што е врзано околу супстанца. И преска нешто вака во неврзан разговор кога зборувавме, значи може да постои зависност и доколку не постои супстанца. Но што го спомнав, нели, како интерна зависност. Значи центарот на светот ни станува, да кажеме, односно нашето академско живење, ако е ученик, ако е студент, ако си вработен, ако ти стане, да кажеме, тоа може да биде и храна, може да биде и пијалок, мислам, може да биде све. Доколку го нарушува, значи зборувам веќе за зависност, така. Меѓутоа за личности склони кон зависности, не за било која здравост. Нема, тоа е, знаете, многу широка тема. Ама е лично добро истражено треба да се каже тоа во јавноста, не се презентира погрешно во јавноста. Не погрешно. Не, па така малку ако не го кажеме тој момент, ако еднострано го гледаме, исто како што еднострано го гледаме моментот дека тека се предизвикува зависност и го има, меѓутоа не го кажуваат и моментот дека исто дека се употребува во лечење на зависност. Така да па добро мислам, тука во исто време треба да ги откликаме луѓето да ги презентираме работите за да може да ги видат еднакво, не само еднакво. Значи зависност апсолутно не се третира доколку некој го користи рекреативно во рекреативни цели и доколку тоа не го нарушува неговото секојдневно функционирање. Разбирате? Значи доколку она што го реков преска, да речеме еден од елементите, односно доколку мене, на пример, ако јас сум вработена, доколку мене не ми одзема премногу време користењето на некаква си супстанца, конкретно е канабис, може да биде било што друго, и да јас за сметка на тоа, на пример, не си ги гледам пациентите. Или не пишувам, или не читам. Тоа не се случува кај здрави особи, туку кај само особи склони кон зависности, мислам, овој момент треба да се нагласи. Ќе кажам јас, значи не го кажувате во моментов кога кажувате ова треба да се нагласи. Ама јас реков дека не фаворизирам нити па критикувам. Значи апсолутно нема потреба од таков став. Значи све што треба ќе кажам, полека. Значи ќе кажам. Значи не се само личности, постојат и други нарушувања, ама тоа многу ќе навлеземе во психијатријата, нема потреба. Нема потреба толку многу, значи да, ќе ги кажам. Значи затоа реков кога зборуваме за зависност, не секоја употреба значи злоупотреба и не секоја злоупотреба значи болесна зависност. Значи зборуваме за зависничко однесување кога веќе се исполнете критериумите за такво нешто. Што би се рекло, значи зголемена употреба, тоа е едната работа. Втората работа е развивање на феномен на толеранција, што значи дека треба да земам све повеќе за да го постигнам тоа што сакам да го постигнам. Тоа ми одзема мене многу време, не можам да одам на школа, не можам да одам на факултет, не можам да учам, не можам да си извршам својата работа, да довршам таму. Само нагласате дека тоа е како одредени личности, нека здрава возрастна особа, извинете, не е така. Така да тоа мораме да нагласиме. Не, така е. Значи кога зборуваме за зависност, зборуваме за наука тука. Така да тоа се дешава само кај личности само исклучиво кај наука, значи зборувам кога исклучиво врз наука, значи јас со наука се бавам, не се бавам со ненаука. И и тогаш веќе станува збор за зависност и други некои елементи од типот на кризи и ово, значи сите како и било која друга зависност само во друг некој облик. И така да не можеме да исклучиме дека не, тоа ми беше зборот, значи заклучоков, дека не секогаш не станува збор за расстройство, односно не сум јас така што го кажувам, тоа ја го кажувам од книга, нели не е исклучено како расстройство и ние се уште го третираме како расстройство. Добро, ќе ми кажете и од пракса, иако не работите на зависности, работите на клиника. Ме праша Наташа во однос на тоа дали често се среќава кај наши пациенти и кај пациенти со други психички нарушувања, да се среќава, заради тоа што постои многу често коморбидитет,
односно две диагнози, така да многу често се среќава кај пациенти со шизофрено расстройство да постои зависничко користење. Значи зборуваме за зависничко. Дали имате пациенти што користат канабис во медицински? Збориме и едно и друго, значи зборам за тоа. Не, дали имате корисници кои што користат канабис во медицинска употреба и какво е вашето искуство со тие што го користат? Не зборувам за канабис во медицинска употреба. Не, јас директно ме прашувам дали имате корисници кои што го користат така, дали имате такви пациенти, клиенти? Пациенти со психички потешкоти и кои што користат канабис во медицинска употреба, не. Немате? Значи, не можам да кажам дека 100 пациенти, например. Значи, немам пациенти такви, имаме пациенти кои што го користат во други цели и кои што можеби имаат и некои други психички потешкоти. Значи, зборуваме за такво нешто. Так, значи имале основа тие пациенти. Знаете како многу е тешко да се направи тука да се одели што е кокошката, што е јајцето. Значи се смета дека доколку се развие расстройство на зависност, предизвикано со зависничко расстройство на зависност предизвикано од злоупотреба на канабис и некои негови елементи, кога зборуваме за зависност, значи не зборам за друго, дека поголем е ризикот дека пациенти кои што поголем е ризикот да се развие, многу често го врзуваат со шизофрените расстройства. Се смета дека зависничкото користење на канабис, значи како зависничко води кон поголем ризик на развој, да кажеме, на шизофрено или обратно, со тоа што тука не можеме многу често да знаеме дали е тоа, дали не е, дали е, да кажеме, така. Добро, околу вие работи малку подолу. Добро. Сакам Наташа да го слушнам ставот како се најдоа, значи овие три групи сега, кој е интересот заеднички? Така, повеќе од 10 години ја следам политика за дроги во Македонија, во регионот, во светот и имам потреба да пред да навлеземе во дискусијата да појаснам во однос на моделите декриминализација, легализација и од кога почна целиот процес на легализација за медицинска употреба некако се мешаат термините, мислам дека треба да се појаснат за да се формулираат барањата и да бидат појасни што е целта што сакаме да постигнеме. Моделот на декриминализација значи укинување на кривичните санкции во однос на поседување на канабис или било која субстанца за лична употреба, како и укинување на кривични одредби во однос на самата употреба. Пратеничката зборуваше за тоа дека новиот закон веќе на некој начин ја криминализира личната употреба, иако постоечкиот кривичен законник не предвидува казна за поседување за лична употреба, но во пракса полиција, обвинителство и судовите го применуваат на начин како секое поседување го третираат како со намера за продажба и тоа е проблематично во смисла на криминализирање на поседувањето за лична употреба. Декриминализација би значило дека нема овие луѓе да добијат кривична санкција доколку бидат фатени дека употребуваат или пак поседуваат за лична употреба. До одредена количина, така? Да, обично кога моделите на декриминализација ставаат некаква рамка во која што би се сметало дека таа количина, но сепак е битна и намерата дали одредена количина лицето имало намера понатаму да ја пушта во промет или ја поседува за лична употреба. И кога зборуваме за декриминализација, тоа значи дека останатиот дел од пазарот останува илегален. Туку само не се казнуваат луѓето кои употребуваат дроги. Додека легализацијата значи дека нешто што до вчера било нелегално, станува легално под одредени услови, се става во рамка. Како што е алкохолот, цигарите, возраст каде може над која што може да се употребува, кој може да продава лиценци во кој временски период и така натаму. Постојат исто така различни модели на легализација. Она што кај нас е почнато како процес со Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци во 2016 година е почнат процес на легализација за медицински цели. И сега ние тој процес не можеме да го сопреме затоа што трендовите во светот се да се повеќе легализација на канабисот и за рекреативна употреба покрај медицинската употреба, но паралелно се водат дебати и за декриминализација. Ние веќе имаме Светската здравствена организација упатува препораки до државите да ја декриминализираат генерално употребата на дроги, затоа што ќе донесе тоа? Па имаме конкретно модели на добри пракси на декриминализирана употреба на канабис, на други супстанции, например во Португалија. Декриминализирана 2001 година, до денес, значи 17 години од воведување на овој модел, намален е број на ХИВ случаи, намалени се случаи на смртност од предозирање, намалени се трошоците за кривично правен прогон, значи овие луѓе не издржуваат казна затвор, не се вклучува кривично правниот прогон, апарат за полиција, обвинителство, судови и затвори. Зборуваме за другите други предозирања, бидејќи велите дека нема предозирање од... Да, значи моделите за декриминализација обично се однесуваат на пошироката употреба, иако има земји кои што декриминализацијата се однесува само на канабисот.
Оно што сакам да го нагласам во однос на нашиот закон кога се носеше и затоа ние до ден денес се уште не е јасно што е легализација, што е декриминализација, се донесе во една така брза и тајна постапка, да не кажам. Недостасуваше научна дебата и до ден денес отсуства таа јавна дебата и научна во јавноста, каде што ќе бидат вклучени искуствата на пациентите, ќе бидат кои години наназад веќе во пракса. Зошто се направи тоа така? Веројатно заради маслото, за да се забрза дискусијата на докторката и она што претходно се водеше, сакам само да извадам извадоци од образложението кое што Министерството за здравство, односно владата го достави до собранието како причина зошто сака да се легализира за медицински цели. Па се вели канабисот вика наречен марихуана коноп еден од најбезбедните лекови достапни денес. Се користи илјадници години и нема ниту еден смртен случај од употреба на канабис. Вика не постои летална доза на канабис, сега само претрчувам оние битни аргументи и сега го читате образложението на тогашниот предлагач на законот, вие мислите дека ќе добиете закон најлиберален за медицинска употреба, а ние добивме закон кој што е ограничувачки, председничката кажа за неколку специјалисти само, достапен е само, не знам, еден вид на препарат во форма на масло, иако светот познава различни типови на препарати, можност за самите пациенти да одгледуваат, значи постојат различни модели. Образложението за причините за донесување на закон е едно, а она што го гледаме уствари укажува дека целта на законот било да се формираат компании кои што ќе имаат голем профит, а на штета на пациентите. Истражувањата покажуваат дека и покрај донесување 2,5 години од донесувањето на овој закон, се уште најголем дел од пациентите улјето од канабис го набавуваат на илегален пат, сами си го припремаат. Значи, заклучок дека постоечкиот закон не ја постигна целта заради која што беше најавено или образложено дека ќе се донесе. Во таа смисла е потребно реформа, а за да видиме кој е најсоодветниот модел, треба оваа дискусија да трае, да продолжи и да се вклучат што повеќе засегнати страни за да дојдеме до најсоодветниот модел кој ќе биде за наш контекст. Спомнав Португалија, се спомна и други земји, но не треба да видиме што е најсоодветно за нашето поднебје. Би барале ли вие во собранието измени на овој дел? Остана ли тоа 6 метри висина на... Се уште. 4 метри зид плюс котури од жици, уште 3 реда, вработување на видеонадзор, физички надзор. А истовремено овој закон регулира и производство на афион, односно одгледување на афион. Афион може да одгледува и физички и правни лица и нема такви строги правила за одгледување на афион. Се добива опиум, што е многу посериозни последици има од користењето на канабис. Така што малку е лицемерно да го читаме образложението на законот и она што всушност е веќе 2,5 години е во сила. Не ја постигнува целта. Потребно е да направиме промена и да бидеме во согласност со стандардите и она што веќе светска здравствена го, иако еве спомнувате диагнозата е останата во последната класификација, но од друга страна упатува на декриминализацијата уште 2014 светска здравствена упатува на не може да се исклучи заради тоа што постојат показатели. Ама не можеме да ги занемариме од друга страна сите други истражувања кои укажуваат на позитивните ефекти од медицинска употреба во јасни пропишани критериуми. Ама треба да биде подостапно и за други пациенти. Добро, деновиве актуелен е случајот со Филип Достовски, председател на Зелена алтернатива, бидејќи во неговиот дом беше пред 2 години најдена одредена количина на марихуана. Граѓанскиот сектор се крена во негова одбрана. Дојда за поддршка и пациенти за кои што изработувал масло од канабис. Но тука се искажа ставовите за легализација и за декриминализација. Која беше целта? Само поддршка или беше целта уште еднаш да укажете дека тоа е погрешна политика, дека треба да се менува нешто во законот? Така, па двете работи се взаимно поврзани. Значи нормално и за поддршка, меѓутоа нормално и самиот момент е показател дека треба да се направи некаква промена во законот. Значи случајот со Филип е многу интересен, уникатен е, мора да се признае, бидејќи од една страна Филип Достовски како организатор позади себе има 7 настани, значи кои што се 5 семинари да кажеме на кои што доаѓаат врни професори од светот на канабисот, врни научници, меѓу нив човекот кој што првпат стандардизирал канабис екстракт во светот, човекот кој што откриваш на ендоканабидниот систем, значи прилично важни луѓе и признаени луѓе од светот на канабисот. Исто така Филип е човекот кој што организираше обуката за македонските доктори, кој што се одржа во Александар Павлов заедно со Министерството за здравство и Агенција за лекови. Филип е истиот човек кој што исто така ќе му има сега трето предавање кој што се исклучиво за фармацевти, значи на фармацевски семинар меѓународен.
Филип е потписник и човекот чија презиме стои на нашиот меморандум за соработка на фармацевски факултет, со кој што сега пациентите може да прават анализи и точно да знаат што користат кога користат канабис, било како набавен. Филип е исто така потписник и на меморандума за соработка со Министерството за земјоделство кој што подпишавме сега. Значи кога се работи за сите тие моменти кога ние сме помогнале на институциите на државата и кога Филип им помогнал на институциите на државата, тогаш е Филип окей и никој нема проблем со тоа. Меѓутоа кога Филип го направи тоа истото за луѓе, за нормални луѓе на кои што им беше потребна помош, одеднаш поради нечии интереси стана проблем, истата работа и стана проблематика. Затоа нормално дека искочивме како поддршка, прво и основно, меѓутоа сметаме дека и момент да се согледа ова јавно, бидејќи секогаш се што е правено јавно, транспарентно и отворено, ништо не е криено, така да се согледа дека подитно е потребна декриминализација и тука би сакал да нагласам дека не секогаш ги мешаме поимите, туку тоа се фази кои што треба да следат, значи никогаш не може нормално да бараме одма легализација на канабис и може да бараме, меѓутоа тоа е долготраен процес. Сите сме свесни како што рековте дека не може да земеме пример од една држава и да го копи-пест кај нас, туку треба од сите тие примери да најдеме модел кој што е кај нас. Така да прво и основно побаравме декриминализација, да престанат луѓе да се казнуваат за лична употреба на канабис. Да може секој да засади канабис. Лицемерно е стварно. Кој е вашиот став? Па вака ќе кажам најотворено, лицемерно е секој да прави. Секој да може да произведува за свои лични потреби. Значи за свој и да сади за свои лични потреби. Значи тоа е регулирано на повеќе места така во светот. Скоро се дека каде што е декриминализирана личната употреба, декриминализирана и садењето и колку човек може да насади. Значи што треба да се свати? Не значи дека треба малку да се објасни на јавноста. Тој момент убаво, значи не значи дека ако сега ние декриминализираме да садат луѓето, дека сите ќе земат одма и ќе садат канабис. Значи стварно прости примери се, меѓутоа мора така пластично да го објасниме. Секој од нас може да прави леп дома, кој што може да го направи, може да и многу поевтино и многу поубаво од тој што го купува продавница, меѓутоа оди го купува продавница. Значи не значи дека секој од нив ќе земе и ќе сади. Меѓутоа оние на кои што ќе им биде потребен, ќе може да саседат точно тоа што им е потребно, да знаат што засадиле и да знаат што користат по количини кои што е потребно. Државата сака да стави се под контрола, и тоа... производството на алкохол го стави под контрола, нели? Морам малку тука да се замешам. Да. Во однос на ова декриминализацијата, значи мора да кажеме дека декриминализација не значи комерцијализација. Мислам, преска ќе кажам зошто. Преска Наташа спомна, значи нешто за декриминализација, ставање во рамки ово и така натаму. Тоа е легализација. Чеке, и добро, и легализацијата, повторно пак ќе речам да и декриминализацијата да не биде комерцијализација, мислам, значи не е идејата ние сега да правиме реклама. Зошто? Затоа што мора да постои будност и мора да постои информираност во однос на сите аспекти врзани со канабисот. И преска спомнавме. Ќе прекинам, меѓутоа идејата е луѓе да престанат да се казнуваат и да може нормално да живеат. Извинете, мислам дека моментот луѓе да престанат да се казнуваат и нормално да живеат е многу побитен од моментот на комерцијализација на канабис. Дајте еднашка да ги фатиме моментите кои се важни. Значи дај да не збориме сега комерцијализација. Дали е според вас логично во денешно време човек да се казнува за употреба на канабис? Не, апсолутно не зборам за тоа, зборам за нешто друго. Разбирате, нели алкохол може да се купи и цигари и така натаму и сите знаат за нивната штетна употреба, може да се купи вамо, таму, волку, толку. Малолетни не смеат да купуваат, малолетници не смеат да консумираат, не смеат да им се продава мити па и на цигари и така натаму. Зборуваме само за полнолетни. Сакам да речам да не правиме оваква. Не збориме воопшто, никој не збори тука за употреба на деца или за малолетници. Така да тука е моментот на едукација, значи збориме за едукација, збориме за образование. Треба да се кажат едновремено, да не ги мешаме малку работите, да се стават на едно место. Не ги мешам, баш исто тоа викам. Значи исто викам. Легализацијата предвидува и ставање во рамка и рекламирањето. Имате цигари и алкохол кои на големо се рекламираат. Цигарите веќе не се рекламираат скоро воопшто. Добро, имаме билборди, имаме флаерчиња кои што се наоѓаат по на јавни места. Значи на сите имаме сега светско првенство каде што секоја втора минута се емитува реклама за алкохол. Најголем дел од земјите кои што го имат легализиран канабисот имаат експлицитна забрана за промовирање и рекламирање. Тоа се решава со една одредба во закон. И тоа не треба да ме плаши. Ама од друга страна цел тој апарат кривично правен на вклучување на полиција, прогон, обвинителство, судови и покажување со прст стигматизација на луѓето кои употребуваат канабис е многу поштетно отколку таа една одредба која што може да се реши да се стигматизацијата, значи не мора воопшто да ме потсетувате на стигматизацијата, на штетност на стигматизација, бидејќи работам со тоа и сум значи против стигматизација од секаков тип, особено на луѓе кои што имаат психички нарушувања, бидејќи тоа работам. Така да и токму тоа ми беше целта да зборев за комерцијализација во однос на рекламирање и овона на нешто и
на нешто кое што да кажеме недоволно е објаснето, недоволно е информирано и така натаму. За тоа зборував само, а не дека треба да се стигматизираат, да се казнуваат и да се покажуваат со Треба ли едукација? Се отворија големи дебати. Треба ли едукација? Бидејќи знаете, и деца од 12 и од 13 години сваќаат дека канабисот е волшебна билка. Да, и многу други луѓе. Дали е канабисот храна? Дали е лек? Што треба да им кажеме на деца од 11 години? Вака сега. Што треба да им кажеме? Многу е широка ова, многу е широка темата. Многу е широка темата во однос на тоа што треба да им кажеме, значи многу работа треба да им кажеме. Дали штета на адолесценти или дефинитивно постои, нели, постои ова што вика во меѓународната класификација, значи да, има безброј истражувања дека делува, дека има влијание и врз телесното и врз менталното здравје. И кога зборуваме веќе за штетна употреба, зборуваме тогаш кога некоја супстанца направила штета, дали на телесно, дали на психичко здравје. Ако зборуваме за адолесценти, тогаш зборуваме дека деца или адолесценти веќе 11-12 години ги речеме како млади, како специфични во развој, значи на телесен и на ментален план, не можеме да зборуваме за единки кои што се зрели како личност, бидејќи личноста не е зрела на таа возраст, и не зборуваме за зрели личности, и токму тоа тогаш е поголем ризикот од создавање на зависничко користење и создавање на зависност, односно било каква супстанца, вклучувајќи и канабис. Така да не е исто доколку зборуваме за деца и адолесценти, доколку зборуваме ова што вика Давор за некоја возрастна зрела индивидуа и здрава, условно кажано, значи тоа е многу исто деликатно да кажеме кој е здрав, кој не е здрав психички. А во однос на децата и адолесцентите, да, многу е поголем ризикот да е некоја дете стане зависно од било која супстанца, вклучувајќи канабис, односно да створи зависнички однос кон користењето на канабис. Делува и на внимание, и на мислење, и на расположение, можност за концентрација, и зависи како. И ова преска да го кажам, значи не мора секогаш да биде врзано со зависничко користење, а да направи, да кажеме, психотична епизода. Исто така не мора да биде, се смета дека поголем ризикот доколку се консумира во големи количини, доколку се консумира секојдневно, поголема концентрација, така натаму, ама тоа не е секогаш правило, зависи од индивидуалните карактеристики на индивидуата, особено ако станува збор за млада. Значи не можеме да го исклучиме тој ризик дека може едно дете да улета у психотична епизода. Односно што значи тоа психотична епизода со сите феномени кои што зборуваат за психоза, односно за губиток на контакт со реалноста, значи на појава и на перцептивни нарушувања, односно халуцинаторни доживувања, делузивни идеи, буквално да излезе од да има изгубен контакт со реалноста и тоа да не биде на ниво на акутна интоксикација, него да биде баш епизода која што може да трае 1, 2, 3, може да трае 6 месеци и да заврши како таква, а не мора да биде. Да. А тоа не зависи толку многу секогаш. Да, јас сум корисник и морам да признам дека во овие 20 години користење не сум сретнал многу такви случаи, најискрено ви кажувам, немам тука, не зазивам страна или нешто, не сум сретнал такви случаи. Да. Не може да се прави таква дистинција. Ајде малку да направиме дистинција што е рекреативна, што е медицинска употреба. Ајде да ве прашам, бидејќи цело време некако рекреативна се нагласува тоа. Еве да ве прашам. Ајде да ве прашам, може бидејќи прв, пошто ако ми дозволите, значи дали јас ако навечер земам и искушам еден џоинт пред спиење, кој што мене тој џоинт ќе му успие, дали тоа е медицинска или рекреативна употреба? Не, дали медицинска не. Ве прашувам конкретно прашање, дали таа употреба? Не го делиме, тоа е различно веќе медицинска. И медицинска е значи користење во медицински цели, односно заради постојање на некои соматски нарушувања. Ако јас вечер одам дома, запалам еден џоинт за да заспиам. Диазепам може треба да го префузираш. Јас многу добро го поставам прашањето. Дали ако јас одам вечер дома и искушам, доколку тоа не го нарушува вашето секојдневно функционирање, односно доколку не ви се потребни утре 2 или 3, која што работи, да ме прашате да ви кажам, нели, дали е медицинска, не прашав дали е медицинска или рекреативна употреба? Медицински е сосема различно. Не е медицинска употреба. Не зборуваме за медицински или за рекреативно. Медицински терминологија. Јас конкретно прашање ви поставувам, дали ако јас земам вечерва и искушам џоинт пред спиење, кој што ќе ме успие и ќе ми користи за спиење? Дали според вас тоа е медицинска или рекреативна употреба? Конкретно прашање. За несоница? Па ви кажав во моментов да заспиам, за несоница. Дали тоа за вас е рекреативна или медицинска употреба? Многу просто конкретно прашање. Ако ме прашувате дали ќе ви припишам да испишете еден џоинт, не, мислам не. Ја не знам зашто изметувате прашањето. Ве прашувам конкретно, да или не? Дали за вас ако земам џоинт и го испушам за спиење или земам болка има моментот, испушам џоинт дома, нервозен сум после работа, испушам џоинт дома. Дали за вас тоа е рекреативна или медицинска употреба? Не можам јас како психијатар од мене да барате да ви припишам џоинт. Ме разбирате? Ама не ве барам да припишете, ве прашувам дали за вас таа употреба е рекреативна или медицинска
медицинска, мислам дека сум прилично јасен за еден одговор со да или не. Рекреативна, па грешите многу. Затоа сакам тој момент еднаш кога го ставиме во јавност, таа употреба е медицинска и исклучиво медицинска употреба. Не може кога вие ќе употребите затоа што Зошто го употребувате? Ајде сега не во можеме тој случај кој што го наведов го употребувам за несоница и јас лично канабис го употребувам исто и за несоница. И тоа не е рекреативна употреба. Пушам за несоница. И тоа не е рекреативна употреба. Сегдека во светот, каде што е дозволен цветот за медицинска употреба, може да се користи така како што ја го користи. Така да и тоа треба да се дали може. И па викате дека тоа е рекреативна употреба. Како е тоа рекреативна употреба? Медицински тоа значи да дојдете кај мене да ме прегледам и зошто мора да значи дали кога ќе ве боли стомак, извинете, кога ќе ве боли стомак и кога ќе се напиете чај од нане и кога вас ќе ви помене стомакот, тоа мора да биде препишано и треба да биде. Зошто за ова треба да ми препишете? Зошто за мојата несоница треба да ми препишете? Зошто треба да ми препишете? Вие го сведувате на ниво на суплементи, ме разбирате, не е суплемент. Не, токму така, го сведуваме на ниво на суплементи на храна и на додаток на храна. Добро. И едното и другото не може да се издвои. Дали ние чаеви не препишувам јас чај од матучина, на пример, или чај од валеријана. За него препишуваме, не зборуваме за лекови. Ме разбирате? Така зборувате за светот канабис. Можеме да го препорачаме, ме разбирате да пиете чај од валеријана, чај од матучина, ово нама. Не може да ви кажам дека тоа е лек. Можеме да ви кажам дека е тоа додаток на исхрана како суплемент. Ако може само да се надоврзам на дискусијата во однос на децата. Се она што го кажавте, тие психотични состојби е аргумент плюс зашто треба да се легализира, да се стави во рамка. Затоа што кога ви е во рамка, ви е легализирано, државата го контролира начинот на производство и продажба, па контролира до кај ќе стигне, кој ќе може да го купи, а од друга страна се елиминира црниот пазар. И во таа смисла може да ставите граница, ограничување да не го користат лица под 18 години. Вака не знаеме како на кој начин пристапува, кој квалитет е тој кој што се користи на канабис, како за деца, така за возрастните. Дома луѓето тоа што го прават, апсолутно е овако, ете со тоа не се слагам. Не конкретно за децата, а од друга страна конвенцијата за права на децата паѓа обврската на државата да го и за адолесцентите. Да, конвенцијата за права на децата, обврската ја става на државата што односно проблемот е државата што ги прави достапни психоактивните супстанци. Значи државата има обврска да ја спречи достапноста на психоактивните супстанци кон децата. А тоа може да го направи ако го стави во рамка и строго го контролира кој може каде да го набавува. Сега тоа е во контрола. Сега е во контрола. Мислам, апсолутно не зборувам за дали сум кој е мојот став во однос на легализација или нелегализација. И апсолутно не тоа што зборувам медицински односно психијатриски не значи дека сум против легализација, ме разбирате. Така да, во однос на ова мислам да ви кажам. А кој е вашиот став? Може да го знаеме или немате навера? Чисто ме интересира мене лично. Може да довршам. Не, дали ќе го знаеме прашам? Да довршам, значи. Да довршам тоа што го зборував. Не зборував за тоа и точно тоа е, повторно се враќаме на оно што го кажав на почетокот, дека колку е достапноста за некоја ризична супстанца поголема, така пишува во книгите. Значи јас не зборам ја тоа дека сум го измислила. Дека достапноста е еден од ризик факторите за развивање на зависничко однесување, односно на болести на зависност. Зголемена достапност и зголемен број на зависности. Извинете, морам тука да се морам да се убацам тука, извинете, бидејќи достапност на психоактивни супстанци на црниот пазар. Ме разбирате. Значи вака сите показатели до сега, значи во сите земји каде што има било каква легална рамка, дали е тоа декриминализација или легализација. Друго зборуваме за легална рамка. Не зборуваме за легална рамка, зборуваме за нелегална рамка. Не, ние сме денеска тука за легална рамка, буквално за легалната рамка и како да го поставиме ова на легална рамка. За да токму ги надминеме овие работи кои што на вие окажувате сега во моментов. Во моментов луѓе се изложени на црн пазар. Значи јас користам, како што ви кажав сега јавно 20 години. Легално, нелегално, јас користам 20 години. Значи, дали е нормално, значи тоа да не се стави во некаква легална рамка. Ако може од 20 години да користам редовно, значи сепак тоа да се гледа некаков начин. Државата замижувала? Па замижувала, не е замижување луѓе, тоа е една нормална работа. Среќен што не бил фатен до сега. Па до негде не дека не сум бил фатен, не сум бил тоа до негде. Така да изнаоѓањето на легална рамка од земјите каде што е најдена, дали е декриминализација или легализација, покажува само намалена употреба токму кај овие што ги спомињате, кај тинејџери, адолесценти и малолетни особи. И општо се намалува употребата. Обично првата година е малку хит и има благ пораст во употребата, тоа е точно, сите го знаеме, меѓутоа 10 години и више имаме во Португалија каде што константно се намалува употребата. Така да статистиката тука е многу битна, бидејќи нели цело време збориме за наука базирана врз докази, така да треба да збориме со статистики и со докази кои што се нови и релевантни. Сегдека, па дури и последната сега
ќе ја утнам државата, најскромно да не ја кажувам ничи или не знам кај беше да не ја сгрешам, меѓутоа покажува намалување на употребата кај адолесценти, намалување на сообраќајки и уште неколку фактори, значи кои што одат во плюс. Значи, така да мене искрено ми било драго да чујам што губиме ние со декриминализацијата. Значи, што е тоа лошо што ќе се случи ако ние направиме сега декриминализација? Стварно би сакал некој да искочи јавно. Дебатите не одат во тој правец, туку дебатите одат цело време околу маслото за канабис, а како за скриена форма оди легализацијата во позадина. Мислам дека точно во оваа насока оди дебатата. Зошто отворено во насока на декриминализација, ние спомнавме и депенализација, значи да не само кривично, туку и прекршачно некои држави, да речеме Германија и Австрија, кај нив не е тоа дозволено, не е легално никаде во Европска унија, но едноставно таков начин имаат на санкционирање го праксата практично правосудна ги третира како еден мал прекршок и воопшто не добиваат никаква казна за лична употреба. Сега зборуваме, апсолутно да потенцирам, зборуваме за лична употреба кај возрастни, значи кај полнолетни, тука нема дилема околу тоа. И декриминализацијата и депенализацијата на некој начин, декриминализација имате на пример и во Хрватска, во Словенија, Португалија, во Луксембург, значи има искуства од многу држави од Европска унија, иако не е хармонизирана законската регулатива, секоја држава на различен начин тоа го третира, но факт е дека трендот во последните 20 години во Европска унија е кон декриминализација и депенализација на канабисот за лична употреба. Она што е друг момент е трендот пак во Соединетите Американски држави. Тренд на легализација. Веќе 8 држави имаат легализирано, Канада сега исто така легализираше, Уругвај меѓу првите кои легализирале, и јас ке се согласам, многу е поедноставно да се направи процес на декриминализација, депенализација и тоа може брзо, да речеме, тие законски измени да одат и во пракса едноставно ќе им овозможи на оние кои користат за лична употреба да не бидат казнувани, најмалку со затворска казна, но легализацијата е тема која што јас се согласувам дека тоа нуди повеќе решенија и од аспект на квалитетот на производите кои ги користат самите корисници, уживатели на канабис, но и, што особено значајно, црниот пазар и организираниот криминал. Значи, канабисот е најшироко распространета дрога во светот. Значи, половина од овие што се психоактивни супстанции отпаѓа на користење на канабис. И некаде, според Светска здравствена е тоа, дека 2,5% од светската популација користи канабис. Додека хероин и кокаин по 0,2%, чисто за информација колку е тоа распространето. Но процесот на легализација, ќе се сложам со вас, е посериозен, бара сериозна дебата, сериозни анализи и искуства од другите земји, но и адаптирано на она што е наша можност, да, и наше вака секојдневно милје. Но тоа е процес кој што треба сериозно да го размислиме, особено во насока на сузбивање на црниот пазар и организираниот криминал, и секако, нели, тоа се извор на приходи во буџетот. Соединетите Американски држави, тие, нели, американците секогаш имаат јасна финансиска анализа, да речеме, во некој од државите, ми се чини беше Колорадо, дека 2017 година од даночни приходи од продажба на канабис оствариле 247 ми се чини беа милиони долари. Проценките се, например, ако се легализира на ниво федерално, на ниво на Соединетите Американски држави, дека до 2025 година те ќе имаат приходи во буџетот 131 милиарда долари. И тоа ќе отвори 1,1 милион нови работни места, канабис индустријата. Значи, државите прават сериозни анализи и проценки на тоа што се случува. Она што е исто така интересно, ми се чини беше за Масачусетс или не знам која држава, не е важно, една од државите во САД која има повеќе години веќе легализирано зборуваме употреба на канабис. Нивните анализи кажуваат дека во првата година црниот пазар е намален за 50%, а за 3 до 4 години од легализацијата е намален за 75 до 80%. Истите аргументи ги користи и Канада, која сега годинава легализираше употреба на канабис.
Нивните проценки се дека годишно ќе имаат приходи во буџетот, значи од сите тие даноци, лиценци, сето тоа што опфаќа, нели, тоа е комплексна една материја, 1 милиарда долари годишно ќе изнесуваат даночните приходи во буџетот. И исто така многу се фокусирани на сузбивање на црниот пазар. Дури се направени и проценки колку треба да се оданочува за да цената биде приближно иста како она на црниот пазар, за да граѓаните бидат мотивирани оние што користат канабис, се разбира, и јас секако не сакам да се свати ова во промоција на користење на канабис. Мојот личен став е, например, дека немаме потреба ние, како индивидуи, како луѓе, да користиме било каква психоактивна субстанца. За мене, физичкото, менталното здравје доаѓа од нас самите, од нашиот стил на живот, и мислам дека чувството на расположение, среќа или релаксација не треба да го бараме во било каква психоактивна субстанца. Но тоа е процес на едукација и воспитување кој ние практично во Македонија мислам дека и воопшто не се занимаваме. Да. Морам да додадам само извинете и право на избор. Бидејќи јас морам да кажам од мојот пример, јас сум човек кој што не пие алкохол, не користи цигари, не пие кафе, меѓутоа користам марихуана и не сакам да бидам дискриминиран за избор. Така да чисто да го спомнеме моментот и право на избор. Се согласувам, полнолетен човек треба да има право на слободен избор да користи исто како оние што сакаат да пушат цигари или да пијат алкохол. Значи тоа е право на слободен избор. Тој социјален хуман момент малку е запоставен кај нас. Значи морам да признам дека тоа право дека сакам да користам канабис и мое право е, па макар и е штетен, едноставно е мое право, бидејќи не е казнено ни. Точно така, затоа треба прав избор на луѓе и прав избор на дебати, искрено, така да Не ја вклучувам оваа дебата, Обшто, него зборувам за дебатите кои што ги организираат. Па не е така искрено, на некои од дебатите може точно убаво да се разгледаат сите овие моменти. Морам да признам дека себе, ама битно е во тие процеси на носење на конкретни законски решенија тогаш да се водат и научните и расправите со општата јавност. Асоцирани кон маслото од канабис и тоа вашите колеги исто така прават една промоција на маслото, упорно се форсира маслото, знаеме. Тоа е малку и медиумски проблем, не ме сваќате погрешно, малку и медиумски проблем што кога се јас затоа го нагласив моментот на Германија и моментот да не се извојуваат светот од екстракт. Затоа што кога воопшто кај нас ќе се спомене медицинската употреба, тоа го имавме на едно предавање, на една дебата каде што предавачката која што е доктор, значи специјалист, кажа дека цветот од канабисот е дрога, а екстрактот од канабис е нешто прочистено и во него нема ништо адиктивно, значи тотално погрешно и тотално неточно. Така да тоа е моментот, значи кога ќе се организираат такви научни, така наречени научни дебати, треба да се викнат луѓе кои што се разбираат во канабис и кои што ќе имаат предавање кои што е научно издржано, а не да кажуваат такви паушални примери кои што воопшто не се точни. Така да затоа викам, кога се работи, не секогаш оние кои што се активисти или така имаат прави намери, отворено ќе ви кажам, активизам не е да ја земам џоинт и го запавам тој џоинт и шетам со џоинтот по улица на сите очите. Тоа како здружение сме строго против тоа и тоа не е активизам. Нормално, така да затоа викам, не значи дека секогаш правите луѓе се на правото место и вклучени во тоа што треба. Така да затоа треба што повеќе вака и да малку се расшири таа тема. Премногу се направи, пак ќе речам, таа дистинција рекреативна медицинска употреба и самите не знаеме што збориме. Бидејќи во медицината нема таква разлика, ја ви кажувам, има таква разлика, меѓутоа не е така во секој случај. Не преска сакав да кажам, не ми дозволи. Значи ние ги делиме на рекреативна и на зависничко. Ме разбирате, значи не го мешаме со, значи кога го употребуваме терминот рекреативно, најчесто го користиме во дозволи кога го користиме, кога го употребуваме тој термин, ако ни се свија нема да го употребуваме, ама зборувам, значи во психијатријата, кога го зборуваме не само за канабис, и за други супстанци, вклучувајќи да речеме и алкохол од презависност, па и никотинот и овона. Мислам тука што така да го збориме, кога збориме рекреативно на пример однос на и алкохол, кога ќе кажеме рекреативно, тоа е по социјални рамки, значи една не е рекреативна, така морам да го споменам. Реклами се враќаме повторно во студиото. Тоа јас не можам да ви кажам болен